Си продолжиме со нашиот последен разговор ова утро. Јас ви кажав, бидејќи денеска денот е таков, роденденски, празничен, нема да завршиме така, нема сузе да ми избега туку така, ако не ни запее нешто заедно со незината гостинка, Тамара Груевска, која што ова утро специјално за нашата утринска програма ни допатува од Гостивар. Имате убав повод, сузе, ке најавите спот и песна "Срце знае се" од Тамара Груевска. Ке ве оставам да си разговарате, ама ке ве замолам нешто и да ни отпеете. Така е, ти секако ќе ве почестиме со малку музика. Тамарче, добре ни дојде. Драго ми е што заедно со тебе растеме и ние. Ви благодарам на поканата. Денес е нашиот роден ден на Алфа телевизија и не случајно си токму на овој убав ден во кој што го промовираме твоето најново музичко ремек дело на Андријана Јаневска и Огнен Неделковски. Ами денес е и убав православен празник христијански, Свети Константин и Елена. И еве ние на почетокот со Ирена си посакавме денеска да запееме и велат внимавај што ќе посакаш, може да ти се оствари, па може би и желбата ќе ни се оствари. Што викаш? Може би, да. Може? Со песна ќе ги поздравиме гледачите? Може. Повели. Прво сакам да го честитам празникот Свети Константин и Елена. Ајде, повели. Елено, ќерко Елено, ти една мајка, што стоиш, ќерко, што мислиш, што книга пишуваш. Што стоиш, ќерко, што мислиш, што книга пишуваш. Браво. Браво, прекрасно. Солзи ми дојдоа на очи како убаво, емотивно ја испеавте песната. Тамара, да искористам оваа прилика, не смеам да заборавам. Голем поздрав имаш од нашата верна гледачка и редовна гледачка Слободанка. Пред малку се јави и ми кажа да те поздравам еве вака јавно. Благодарам. Една од твоите следбеници, од многуте следбеници кои што ги имаш на социјалните медиуми, повеќе од 7 години те знае јавноста, ми се чини така некаде. Како што реков, растеме и ние со тебе, и ти порасна прилично многу од твоето прво гостување. 2023-та не представи на детската Евровизија, 2025-та минатата година на Санремо, на детското Санремо, каде освои високо 3-то место. Први место е еден куп, ајде вака да ги споменеме патем, кои ти се највпечатливите награди и највредните награди можеби досега? Па може да спомнеме Езерски бисеријаве. Тоа ми беше едно од првите надпревари каде што учествував, таму освоив прво место. Потоа Талин. Следува Талин во Естонија исто така. Прва награда, да. И Гран При. Имав уште многу надпревари низ Балканот, низ Македонија што учествува. И еве да го спомнем и Санремо кој беше еве минатата година. Какво искуство беше Санремо за тебе? Многу убаво искуство. Бидејќи беше со камерен оркестар, стигнав едно големо искуство во живо. Многу поинакво од сето ова другото да се пее на матрица, така нели? Андријана Јаневска е твојот ментор, твојот учител и твојот светилник. На некаков начин многу ја поздравувам доколку не гледа, таа и моја драга колешка, дама која навистина со сета почит прави ремек дела. Едно од незините ремек дела си токму ти, музичко чудо за кое Македонија допрва ќе слуша и допрва ќе се гордее. Е токму едно незино ремек дело заедно со Огнен направено и Срце знае се. Како се создаде песната која денес ќе ја промовираме? Па песната се создаде сосема спонтано. На еден од часовите од Андријана Јаневска испробавме една мелодија која многу ми се допадна и сакавме да направиме една прекрасна балада. Потоа мелодијата му ја испративме на Огнен Неделковски, кој е текстописец на песната. И според мелодијата направи еден прекрасен текст кој опишува една позитивна, искрена љубов.
И ете, многу им благодарам за оваа убава песна. Јас верувам дека и на гледачите многу ќе им се допадне. Видов дека само за неколку дена има многу прегледи и се радувам на тоа. Снимевте спот и за тебе исто така едно интересно, драгоцено искуство. Како се снимаше спотот и кои се задолжени за оваа видеоприказка? Спотот го снимавме во студиото на Дарио Јанковиќ. Режисер беше Ана Марија Јанковиќ. На спотот. Сакаме да направиме една убава, љубовна приказна. Исто така голем поздрав до Ели Илиоска, која беше задолжителна за шминка и фризура. И ти блескаш целосно и така имаш едно убаво држење, веќе зрело држење, не си малата Тамара, туку веќе си сега убавата Тамара, девојка која ја носи целата македонска убавина во целата твоја појава. Која е пораката со која ја испраќате преку Срце знае се? Па Срце знае се носи една чиста, искрена љубов која се случува на наши години. И воедно добра порака за ова денешно време во кое некако сме изместени од оската и некако и љубовта ми се чини е сериозно дело кое носи една убава порака за... Верувам дека ќе ја препознаат таа порака. Се дека во текстот се пронаѓаат многу. Одлично. Со кого би сакала да соработуваш во иднина? Со кои македонски звезди или можеби странски звезди би сакала да оствариш соработка? Па Македонија нуди многу автори кои би сакала да соработуваме во иднина, но овие три песни кои што ти ги отпеа? Да, беа моите песни се од Роберт Билбилов, Дарко Димитров и сега оваа нова песна што ми е Срце знае се од Андријана Јанеска и Огнен. И мислам дека ќе продолжам и со нив да соработувам бидејќи највише се пронаоѓам во нивен стил на музика. На кои фестивали ќе те видиме годинава, што е во план? Па оваа година сакам да учествувам на Musicland, бидејќи еден многу убав фестивал. Учествував и минатата година со камерен оркестар и во декември исто така во Летонија еден убав прекрасен фестивал. Значи ќе имаме работно лето, така нели? Да. Која е најтешката композиција која досега ја имаш отпеано во целото ова твое музицирање? Музички најтешката за изведба во живо? Или за тебе не постои ништо тешко? Па можеби бидејќи ги вежбам, работам на песните, можеби не ми се толку тешки, но можеби од Уитни Хјустон, бидејќи вокално се малце потешки за пеење и ете може. Да. Пред да го погледнеме премиерно спотот на Алфа телевизија, би сакала ли и уште нешто да ни запееш, чисто од твојот репертоар? Не се работи за овде желба ни беше Елено Кирко, но дали има нешто кое што ти вака кратко би сакала да ги поздравиш гледачите, а воедно и да ни го честиташ роденденот на телевизијата? Па може една од омилените твои песни? Може народна песна. Ајде, повели. Може. Зајди, зајди, јасно, сонце, зајди, помрачи се, и ти, јасна, зајди у
да висен. Браво. Браво, браво. Жене, браво. Секоја чест. Секоја чест. Ја чекаме верзијата на Зајди Зајди. Гледам дека веќе созреала во твојот глас, во твоите раскошни гласни жици. Едва и чекам кога и за Зајди Зајди ќе промовираме како денеска за срце знае се едно видео. Тука некаде ми се чини дека и со времето се приближуваме кон крајот. Ти завршуваш прва година во Средното медицинско училиште во Гостивар, а медицината и музиката се секогаш добитна комбинација. Има толку многу луѓе кои што професионално се занимаваат со медицина, а музиката им е некако втора гранка во животот. Каде се гледаш повеќе себе си? Повеќе се гледам секако во музиката. Паралелно учам и музичко соло пеење и клавир. Продолжи понатаму да учиш музичко и продолжи понатаму да бидеш ваква пример, еден совршен пример за тоа како една 15 годишна девојка треба да се однесува, да изгледа и да зрачи со една позитивна енергија. И јас навистина сум привилегирана што еве по трети или четврт пат ја имам таа среќа да те пречекаме овде во нашата утринска програма и да промовираме нешто од она што ти го работиш. Има ли, освен Зајди Зајди, за која сватив дека ти е исто така омилена, има ли некоја друга македонска стара песна која што би сакала да се најде на листата на омилени песни, кои што ќе ги снимиш и ќе ги подариш на твојата публика? Па има повеќе народни песни вака што ги слушам и што ги вежбам дома, како еве Јано Мори истубава стара македонска песна. Старите, овие рубато песните, бавните, повеќе ти се предизвик, така, нели? Каде што може да дојде до израз твојот глас и со таа убава леснотија со која ти музицираш. Кој е најдобриот совет кој што ти го дала Андријана Јаневска низ сите овие години? Па, најдобар совет, бидејќи таа ми е најголема поддршка, секогаш ме поддржува, ми дава совети за пред настап, на што да внимаваш? Да, на што да внимавам при пеењето. Те фатила некогаш силна трема да не можеш да се контролираш? Па имало и се дешавало и така, но се надминува. Со искуство се надминува. Епа, ние сме веќе подготвени да го погледнеме спотот за срце знае се, мокната балада на Андријана и на Огнен Неделковски. Многу ти благодарам што ни дојде, воедно и на татко ти му се заблагодарувам, кој е твојот менаџер и човек кој ти го разодува патот и секоја чест за тоа. Семејството мора да биде силна поддршка во сето ова. Подготвени сме, Иринче, за срце знае се? Подготвени сме, не можевме да имаме поубав крај, поубав завршеток на оваа роденденска емисија, така да кажам, и секако празнична. Благодарам многу за гостувањето.